Председателот на Собранието продолжува да манифестира отсутство на демократски капацитет. Не може и не сме учеството или неучеството на собраниските координации да биде поважно од контролата која законодавниот дом мора да ја има врз владините функционери. Не може било која координативна средба да биде над законот за собрание. Впрочем, токму Велјановски, согласно неговите празни аргументи, пропушти да го испочитуваат законот за собрание и самиот не предложи договор за надзорните расправи, ниту пак воопшто ги спомена. Трајко Велјановски, ако навистина имаше политичка волја, можеше уште во јануари, во присуство на координаторите на опозицијските претенички групи да ја договори динамиката на надзорните расправи. На крајот на краиштата, овој демократски инструмент подеднако важи и за опозицијата и за владеачкото мнозинство. И тогаш, како и сега, не постои ниту една причина собранието да не ја исполни својата законска обврска и да ги контролира владините функционери. Нема да играме политички пинг-понг со председателот на Собранието на Република Македонија. Го повикуваме господинот Велјановски да излезе од улогата на заштитник на извршната власт. Тоа не е негова улога, како председател на Собранието на Република Македонија и номинално како втор човек во државата. Не ги прифаќаме условувањата од негова страна. Ние ќе ги почитуваме законите, што представува обврска и за првиот човек на Собранието на Република Македонија. Сите барања на опозицијата за надзорни расправи се исклучиво во согласно со законот за собрание. Ако Велјановски избере да го крши законот за собрание, само за да ги заштити повиканите сведоци како например Никола Груевски, тогаш тој свесно ќе си ја превземе целата одговорност. Надзорни расправи мора да има.